Што мисля дека таков треба да биде редоследот на дискутанти, без разлика што имаше процедурално јавено. Јас да бидам прво репликант, па после колегата Данев за процедурално. Би сакал да кажам дека се случува една дебата која што се коси со членот 8а од изборниот законник, донесен 2016 година невисок консензус, од една страна, значи имаме дебата, имаме постапка за разрешување на јавниот обвинител, кој што не е во склад со изборниот законник, членот 8а од истиот закон. А од друга страна, колегата Артем Груби во својата дискусија кажа нешто што оди во насока на нашето барање да согласно предложениот закон за изменување на законот за јавно обвинителство по скратена постапка поднесен овде во собранието, неговата дискусија беше во насоката на нашите интенции прво да се донесе овој закон, па после да продолжи постапката за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Неговите зборови во стилот да не промената на јавниот обвинител биде во стилот наместо Марко да дојде Дарко, е во склад со нашите интенции, што впрочем беше и предизборно ветување или пак предизборна манипулација на сегашниот премиер Заев, да предлогот за јавен обвинител произлезе од страна на опозицијата, да биде изгласен избран со двотретинско мнозинство, на тој начин фактички да биде консенсуален избор на сите политички страни во Република Македонија, да се постигне поголема независност во работата и непристрасност на јавно-обвинителската дејност и да се врати авторитетот во јавно-обвинителската дејност. Впрочем, тоа е и наша интенција, а и беше, кажав, предизборна манипулација на Заев. Самото тоа што тој вечерта, после изборот на владата, најави смена, односно побара оставка од јавниот обвинител Зврлевски, доволно кажува дека се работи за политички мотивирана смена, а не цел да се постигне консенсуален кандидат за избор и враќање на авторитетот на јавно-обвинителската служба. Благодарам.